Пред се мислам дека во Македонија политиката ја водат медиокритети, луѓе кои што За жал, имаат се лимитирани повеќе. интелектуални капацитети, кои што не можат да издржат тежина на еден ваков судир и кои што не можат да се остават реченица. Тоа не беше така во 90-те години. Така е. И сега кога ќе се надовржеме на Ванчо Михајлов, јас и ти разговаравме за Драган Богдановски. Значи би сакал тука да го поврземе нели Ванчо Михајлов со Драган Богдановски и со формирањето на ВМРО ДПМН како модерна партија. Ние се договоривме дел од емисијата да биде таа историска перспектива. Гледачите ги интересира многу како е формирана партијата, да речеме 95-та конгресот во Кичево на кој што бев делегат, донесовме одлука да биде 10-ти конгрес место втори конгрес, Така. како ја преземавме континуитетот, што значи континуитетот, некои работи кои што на мене и тебе може не изгледаат како вчера, на новите генерации им се 30 години наназад и не се доволно објаснети. Во Македонија никој не пишува, освен тебе, Клюсев, како се вика, Стојан Андов, јас некои книги што имам објавено, хроники нема. Така што овие емисии се Ние вредни. анализи уште помалку. Да. Значи овие емисии се вредни од таа гледна точка, ќе може да се гледат и денес и утре и кроз 10 години. Да го направиме, да го објасниме формирањето на партијата, улогата на Драган Богдановски, вашето поврзување, како дојде партијата во Македонија, вашето одвојување и да речеме негде до 95-та година како ја преземаме како континуитет, историското ВМРО, бидејќи сега има доста контроверзии. ВМРО ДПМН сегашното на Мицковски малку сака континуитет, малку не сака континуитет, баш како шведска маса, кога ни одговара окей да имаме континуитет, кога не ни одговара, вака туркаме на страна. Така што едно твое мислење на тој дел од почетокот на партијата. Филип, гледайте, кога пред малку кажав дека сите македонски организации кои биле и сите македонски патриоти кои биле судени во Титова Југославија имаат етикета ванчовисти, кажав и некои што не се. Една од тие организации има и некои други е нели организацијата на Драган Богдановски, која е формирана некаде 70-тите години, можеби малку подоцна, 80-тите години, во македонската нели диаспора. Има тука приказни што е целта на таа организација, дали била целта да се парира на ВМРО, дали се парира. И покрај тоа што таа се дистанцирала од политиката на Ванчо, сепак, според моја информација, Драган Богдановски сепак комуницирал со луѓето од НПО во Америка и се обидувал нели да има таму добри односи. Значи, немам тука детали за неговото вистинско, како се вика, однесување во диаспора во тој ран период кога јас сум се уште бил нели во основно училиште можеби. Меѓутоа, факт е дека тој во одредено време од југословенските служби е киднапиран од Париз и донесен тајно и е чуван во разни затвори и во Јасен. Некој спомнуваше и во Солунска глава, не знам каде. Значи, и е чуван нели во затвор и потоа осуден на 10 или не знам колку години, мој 11 години лежена. Сега, јас Драган Богдановски, како некој тогаш кој е прва или втора година, нели, студент во Скопје, кој навлегува во тие патриотски нели кругови во Скопје, се обидувам да стапам во што повеќе комуникации со луѓе кои имаат некаков имидж на патриот. Еден од тие беше Динката, познати од сега можеби веќе подзаборавен, но тој беше така еден центар на сврталиште на така млади патриоти. Тука Змековски го запознав, тој беше шофер. Значи шофер му беше, тоа го знам. Значи Динката беше во тоа време многу појак калибар и тој почина непосредно, сега не се сеќавам, еден месец или пред основачкото собрание, тој да беше, мислам дека ќе ни дадеше многу посилна мотивација во самиот старт. Некако се почувствувавме обезглавени во таа фаза кога тој почина во целото. Неговото досие е исчезнато, исто како и твоето. Многу интересен момент. Е, се прв пат го дознавам. Нема. Тој не може да нема досие. Неговото досие го нема. Тој човек не може да нема досие. Индиректно сум го откривал кај други, меѓутоа неговото. Тој беше едно свртовалиште на така на млади патриоти. Тоа го знам. Таму се печатени првите календари патриотски. Многу работи така. се таму печатени, да. Со Обединета Македонија, мапата француска и многу така други натаму. работи. Да.
Ја ви кажам, тука, значи, и он го земал овој Борче за шофер, и јас така се запознав со него. Тоа знам изборно дека е така. И потоа една се прочул Драган Богдановски излезе. И тогаш со Стефче Нунов, тој е еден асистент на историја на уметности, човек кој пишуваше многу работи, беше и писател, ми вели сакаше да се видиме со него. Како не сакам? Значи тоа е се уште Југославија. И одиме во една зграда тука Карши Капиштец, во тие како кулички. Станот кај Драган Богдановски. Во станот кај Драган Богдановски. Мене тоа ми беше чудно, зашто треба у стан да се видиме кога тоаш се уште се зборуваше, се слуша на сите страни. И така почна комуникацијата. Доаѓа нели времето на изборите, односно демократизацијата во Македонија. Јас првото мое зачинување беше после тој стан избега после тоа. Ќе се вратам Филип на него многу, после, да. Нели отиде пак во Шведска. Да, ќе се навратам на него. Пошто тогаш немал пасош. Така е. Да. Он е пренесен тајно и Борче Змековски се фалеше дека он лично го има пренесено тајно преку словенечката граница во Австрија. Тоа ми остана сомнеш како може. Пасош. Јас го открив тоа во моите истражувања, има добиено пасош. Мислам дека Јаковлевци гарантираат на полицијата да му издадат пасош. Еве се ова приказна, не ја знам до крај. Така, па ја многу имам истражувано, многу ме интересира. Да, како иде тоа. Меѓутоа, него го снемува. Мислам, си оди во бега, дознав дека е однесен во Шведска. Да. Значи, до време почнува демократизацијата и МАК се формира првата партија МАК како политичка партија. Одам јас на основачкото собрание. И таму гледам, почнува да се филозофира за некои, значи, прашања, така, дека Југославија се распаѓа. И излегувам јас и велам, чекајте сега, ние треба да имаме став. Тоа беше полна сала, не знам сега каде беше тоа, сега веќе сум и заборавил. Треба да нова организација треба да има став. Сака федерација или тогаш беше конфедерација. Некој гледам од време на време критичари, ќе ми кажа, мај ти вика си се залагал за конфедерација. Па сум се залагал за конфедерација кога сите во Македонија зборуваа за федерација. И кога во првиот статут на ВМРО ДПМН што го направивме, точно пишува дека сме за конфедерација, затоа што немаше да те регистрираат ако не си за конфедерација. Конфедерација со Југославија, така? Конфедерација значи за трансформација на Југославија во конфедерација. Тоа беше темата која после, значи, на Македонија и требаше време прво да прозбори дека е за конфедерација, па за самостојна, а ние бевме, ние каснеме во сите процеси, а ВМРО ДПМН во тоа време беше моторот кој ги буткаше сите напред, нели така, Филип? Се сеќаваш на тоа време. Сега, и излегувам, кажувам, ние треба да кажеме дали сме за конфедерација, за распадот на Југославија, на сите тие теми, и тука некој од публиката, после кога се биде раководството, вика, ова момче го предлагам за извршен комитет и за чудо Гане, Анте, без да се знаеме, ме покануваат, јас така станувам член на извршниот комитет. Тој модел јас подоцна го користам и во ВМРО ДПМН, кога формираме ВМРО ДПМН, одиме во еден град, влегуваме во Битола, држиме предавање, кој сака да биде член на извршен комитет, кој сака да биде член на општински комитет во Битола, стануваат некои без да ги знаеш, и ајде влегуј, затоа што многу се плашеа во тоа време да се пријават. Јас ги имам, сега ги читав сите записници на тајните служби. Да. Значи како ги формирате вие комитетите, јас сум тогаш уште мал, значи нели 6 години сме разлика јас и ти. Секаде имало присутни оперативци на тајните служби кои што после тоа дале записник. Сега Точно се знае кој зборел во Битола. Битола има 10 страни. Записник од формирањето на општинскиот комитет. И точно, овој каже ова, Црномаров каже ова. За Црномаров има ептен. ама дека Филип, како Гоце Делчев личи и така така го формиравме ние и првиот извршен комитет и вториот извршен комитет. Од луѓе кои тука на лице место ги запознавам у салата. И се сега тоа е прашање што ја до ден денеска не го открив, меѓутоа сметам дека вриело од удба. И можеби тоа можам да кажем дека тоа било и заштитата на партијата, затоа што удба ценела цело време дека е партијата под доволна контрола за да нели не знам. Посебни действија. И Филип, ти се сеќаваш дека во тие први 8 години нема некој ќе направеше некој инцидент во партијата.
Ќе помине една година, едната година пак некој инцидент. Мене ми се случувало, драги Јовановски новинарот, седнуваме на пресконференција, не знам, треба за нешто да зборуваме. Гледаш, кога ти рече јас си одам, добро, да не рече еве ти го дека Филип. лажам. Не, кој рече јас си одам, еве ти го Филип, он нека биде портпарол. Гледаш, Филип. Ама тоа е доцна. Тоа веќе 97. Ама ја ти кажам, такви инциденти јас сум имал Тоа е во време на десетици. Значи седиме на пресконференција, не знам зашто треба да зборуваме нешто. Драги Јовановски ми го зема микрофонот на пресконференција. Драги Ивановски си викаш, така? Да, со брковите. Да, со брковите, познат новинар на МРТВ. Да. Вика, јас овие се вакви, такви, онакви. Си одам. Си одам. На пресконференција, еве, му вика, еве ти го Филип, продолжете се со него. Ама тука цел извршен на партија. Да, на партијата. Но добро, тоа е 97. Ама, ајде сега, 91 или 92 во Штип, полна сала, водителот, како се викаше, Тодор Нанев, подоцнат Киро Глигоров го стави председател на комисијата за границите со Србија. Го знам, и Нанев го знам. Тодор Нанев. И амбасадор беше, мислам, на време. И амбасадор, да, и амбасадор го праќаше негде Киро Глигоров. Се знам лично со него. Тој, значи, стоиме и двајцата на говорница и тој треба да ме најави, јас да зборувам нешто слично, тој го зема микрофонот и вика, ние сме ВМРО, ама југословенско ВМРО, не оваа ВМРО што вие го зборуваат. Такви удари, имавме еден куп, Филип. Значи се полнела организацијата и потоа како сме преживеели, јас не знам како сме преживееле до 98 или 2002 година, а тој продолжува за жал очигледно уште кога сум премиер. И да се надам ќе стигнеме на таа приказна. Сега, влегувам во МАК, гледам дека таму ништо не се случува. Поминуваа 2-3 месеци, таму се дискутира само дали ќе бидеме партија или движење. Јас викам, овие луѓе се зафркаваат. И тука во исто време Борис Мековски, и он е присутен, разговараме, викам, Борис, со това работа не бива партија организација. Дај да направиме нешто. Вика, јас се сложувам, ама ние сега пазиме, Филип, јас сум 24 години. Борис Мековски е работник, него го зафркава за неговиот образовен и интелектуален капацитет, многу доцна комунистите, иако си имаш организаторски способности човекот, нели така? 20 луѓе во Скопје. Вика, јас го знам Драган Богдановски. Викам, и јас го знам. Сакаше, вика, да направиме нова партија. Викам, сакам бе, викам, Змековски. Ајде, викам, да ја правиме. Имаме луѓе, ќе најдеме. И почнуваме да најдеме. Му се јавуваме на Драган Богдановски. Драган, стоеше ти за тоа работа? Стоја. И сега ние подготвуваме значи сега, Филип, ти ја кажувам, основната, мислам, вистината, Борис Мековски е жив, може да ја потврди и, за жал, никој друг не може да ја потврди. Увелам, значи, ние правиме целата организација и закажуваме, веќе е закажано 17 јуни 90 година да ја правиме основачкото собрание. Ја не се сеќавам дали 10 дена или 15 дена пред тоа, треба да идеме со Драган Богдановски во Минхен, да зборуваме со него финален разговор. Значи, целата организација ја правиме на тој начин што Драган Богдановски треба да биде председател. Борис Мековски треба да биде генерален секретар, јас треба да бидам подпредседател. Одиме во Минхен, прво ја очекувам таму дека ќе не дочека, нели таа диаспората наша, јас сум правил некоја илузија дека таму во диаспората седат спремни луѓе за самостојна Македонија, за независна Македонија, едва чекаат да не подражат, да кренеме. Таа приказна со диаспората има и втора приказна подоцна која одев и во Канада, и во Америка, и во Австралија. Такво југословенство, што имаше во Канада, во Америка и во Австралија, во Македонија 10% беше од тоа што беа нашите сега силни патриоти од диаспората во тоа време. Тоа се должи на клубовите селенички. Да, тајните служби преку клубовите прават контрола. Ти си можел тоа да го видиш преку музика, преку програма, преку настани и така натаму.
мислам дека И преку создавање на конфликти, создавање на вештачки непријатели. Има, значи убаво ме потсети. Да. Таму имаше кавги меѓу секој и секој. И јас сум го видел тоа. Битолчани со Охриѓани, со Тетовчани, на таа основа се И се различни кара. цркви, овие да тоа Да, една црква. да, на таа основа се кара. Кој од Битола, кој од Тетово. Битолчаните се Да. ги искаруваат на охриѓаните биле бугараши, битолчаните биле гркомани, тетовчаните биле србомани. А да не зборувам дека И главната кавга што до ден денеска постои во диаспората, кој ќе биде во управниот одбор на црквата. А зошто е тоа? А зошто е тоа така? Затоа што не е даночен обврзник. И ја таму сум се изненадил, одам во црква, после тука има казино во салата. Да, томбола. Томбола, така, томбола има. Да, така. И викам, и сега тука ги слушам, абе вика, кај вика, овој вика најголемиот комунист, вика го ставија, вика председател вика на црквата. Значи за се и се што кавги. Таа е сега таа диаспора која, нели, таа има право да каже мислење за Македонија. И сега да се вратиме тука. Одиме во Германија, значи финално да го вратиме Драган Богдановски. Драган Богдановски од целата диаспора доаѓа само со Гојко Јаковлевски. Значи не Мане Јаковлевски. Мане Јаковлевски прв пат го гледам после еден месец или два, не знам колку беше. Значи само беше Мане Јаковлевски, брат му на Гојко. И вика Драган, вика јас не можам да се вратам во Македонија. Ние у шок со Борче. Дебе викам Драган. И Владо Тренталовски беше, ни беше шофер. Тој му беше јатак на Драган Богдановски, нели, од тие. Тој ми беше човек од тие старите јатаци кога били уште комитите. Не излегуваше во јавност, молчеше и му извршуваше работи што требаше да му извршува. Океј, го ценам тоа. А да не бил на задач? Сега тоа не знам. Сега таа втора работа не ја знам како. Добро. Локалните гласини. Да. Локалните Битола Ресен, оние кои го познавале, го кажуваат тоа. Да. Јас сум видел документ. Филип, еве сега прв пат го слушам тоа. Ама не, нема да навлегувам. Никогаш не сум сакал. Не сакам. Никогаш. Навлези заради тоа што има многу заради тоа што активното ВМРО ДПМН направи Патриотски институт и Унија на ветерани. Да. Во Унија на ветерани Дијана Транталовска е почесен член. Гледа се, ова не сум го знаел до крај. Да. Така да, треба да навлеземе во тоа. Ајде да навлеземе, зашто другата прилика ќе биде многу пискотници од Галичник во река. Зашто не се плашиме од пискотниците, може тешко да ги го зиграме на Филип, јас ти ја кажувам, ќе допуниме ја ти го кажувам како сум го гледал тој човек преку моите очи. А што викаш сега, може би да има и друга приказна. И најверојатно има друга приказна у целата приказна. Не знам зашто Транталовски ти е одлична увертира во тоа што јас го имам подготвено како теми за разговор. Особено фактот што чичкото на актуелниот претседател на ВМРО ДПМН бил еден од оние кои што биле вклучени во создавањето на Синаптица. Така да сакам тоа да во тоа увертира да лезе. Беше нешто оперативец. Оперативец, да. Кичевско-Деварски не опред шеф. Не, шеф тука Скопје има. Ова е сега дополнителна работа што. Затоа сам да направам тој континуитет. Но добро, ајде, разбравме дека има некаков, окей, разбравме дека има. Вика дека од самиот почеток, од нуклеусот на партијата, тајните служби се приклучуваат и работат од внатре во партијата. Не, јас сум свесен за тоа. Сега, Филип, он доаѓа и вика, јас не можам да се вратам. Ние со Борче во шок, како викам, Драган се е спремно, доле луѓето раздадени, сега тоаш на фотокопи, што беше тоа нешто, огласите ги правевме ова. Не, викам, не можам. Не знам, вака ми се закануваат, ако се вратам пак ќе ме затворат, не знам, вака така. И викам, што сега да правиме? Прво, нели, кој ќе биде председател, сме да кажа, и Драган Богдановски вика, биди ти. Борче Змековски вика, биди ти. Сега викам, кај бе, викам, јас не сум за председател. Значи, сега, тоа се мистифицира подолжен, ова е најискрената приказна што постои. Нека остане трага. Да, и викам, сме закажали, а енергијата е таа, гледај се, Југославија се распаѓа. Во Македонија нема ни една политичка партија која вели сакаме конфедерација. Значи првата приказна е конфедерација. Сите се, значи во Македонија во тој момент веќе има регистрирано почнува демократијата
Има 16 партии регистрирано и сите викаат ние сме за Југославија. Само за демократска Југославија, нели? Ние сме 17, тоа многу добро го памтам, 17-та партија по ред регистрирана во Македонија, која прва кажува Македонија сака да биде конфедерација, меѓутоа, ако гледате мојот настап на тој на тоа прво собрание, првото основачко собрание на ВМРО ДПМН, за што зборувам? Зборувам за македонска војска, зборувам за македонска фудбалска репрезентација, за македонски пари, за македонски пасоши. Тоа не се елементи на конфедерација. Тоа се елементи за самостојност. Меѓутоа, мораш да кажеш дека си за конфедерација затоа што треба да поднесеш документи кај што ќе те регистрираат, нели така? Сега. Се враќаме назад, јас и Борче, ни дадоа сега, не се сеќавам дали беше 1500 или 2000 марки во тоа време. Знам дека со тие пари ја плативме салата и патот, трошокот што одевме до Германија и што се вративме назад. Борче, што правиме? Одиме напред. Ти можеш ли да зборуваш? Борче, викам, можем да зборувам. И Филип, значи, целиот концепт, се што е кажано на тоа основачко собрание е право. И после на сите собранија во сите градови во Македонија е нешто што јас сум го составил, јас сум го измислил, јас сум го ставил на хартија и сум го зборувал. Змејковски го ценам затоа што се што ќе кажев го поддржуваше во тоа време. Се што ќе кажев го поддржуваше, барем он не ми правеше обструкција затоа што многу други кои во тоа време се појавија ми прави обструкција. И така тргнавме. И ние одиме, формираме, значи формиравме низ цел, јас и Змејковски само. Зошто не направивте влада? По победата не, да само ова да го морам да го закружам за Драган. Драган се појавува после, значи не на основачките собранија, туку кога почнува после кампањата за првите избори, знам дека се појави на 2-3 места, зборуваше по 5-6 минути. Значи, Филип, и може би има снимки. Има. Тој дали од ќотекот во затворите, дали од стресови, дали што, он беше многу слаб говорник. Значи, тешко склупуваше реченици, тешко зборуваше, се расплачуваше после секоја реченица и он самиот свати дека и плюс имаше некои, не знам кои изјави, некои навреди, не знам што беше тогаш, почаа новинарите против него да зборуваат и тој после 4-5 настапи рече јас ќе се вратам пак назад. И пак се врати, значи целото основање на ВМРО, целата предизборна кампања на ВМРО ДПМН, првата 90-та година сме ја воделе јас и Змејковски. Сега, јас можам да кажам, сите тогаш што биле, што се пријавиле, јас ги сметам какви за некои основачи на ВМРО. Меѓутоа, навистина не можам да прифатам некој кој дошол таму 2000-те година да кажува ти не си основач на ВМРО, ДПМН, некој друг е основач на ВМРО, ДПМН, Драган Богдановски. И тука мене ми е жал што од ВМРО ДПМН мене ме ставаат во позиција сега јас да зборувам против Драган Богдановски. Прво, сметам дека тоа е жртва на југословенскиот систем и како жртва треба да си има свое место. Меѓутоа, непобитно е јасно дека во тоа кршење негово во затворите, тој станува подосна соработник на УДБА. И јас колку што знам, Филип, ти може би знаеш уште повеќе, тој има стотици и стотици страни напишани признание и тоа писмено оставено што работел, кај работел, со кој се среќавал, односно се што значи пази Филип. А се посумневавте ли тогаш дека не прифатил да стане председател поради тоа што бил со работа? Значи јас сум толку млад во тоа време, сите луѓе ги прифаќам што сакаат да дојдат да работат со нас. Значи и дали може би тие солзи кои што били плачал, рековте по митинзи, може би било он беше емоционално од што не можел да го издржи веќе притисокот ако били. Значи гледај сега, Мичо, значи гледај сега. Значи, ние на филмовите гледаме од фашистичко време, од комунистичко време, како ги тепаат, ги кршат, ги уништуваат и не знам, после тоа херои се. Кога ќе попаднеш ти во еден затвор тоталитаристички,
дали е комунистички, дали е фашистички или не знам каква диктатура од Латинска Америка, имаш или две опции. Или умираш, се самоубиваш, или стануваш соработник. Такви се тие тортури, што јас не му се лутам на Драган Богдановски, што во таа фаза најверојатно он станал соработник. И добро е што веќе по затворите и по притворите не се тепаат и не се малтретираат луѓе на таков начин. Меѓутоа, сега ти не можеш тоа да го продадеш дека тоа ти е основач на ВМРО ДПМН, затоа што тоа па де факто значи дека ВМРО ДПМН ја формирала УДБА. И уште 5-6 души кои ќе ги заокружиме таму, навистина дека има таква приказна. И конечно, Филип, не можам да не го кажам, затоа што и тоа беше злоупотребено. Кај се ние разделивме? Ние се договараме со Драган Богдановски, значи по телефон. Значи ние веќе имаме јас сум потпредседател на Македонија, ВМРО е во парламентот. Драган се уште не сега. Значи доаѓа веќе, никој не го затвора, ама он сепак си седи во Шведска, ми се чини, или кај беше? Шведска. И се договараме сега да работиме со диаспората. И се договараме тој да иде во Америка да ни подготви мои настапи во Америка. Одам во Америка, се среќавам со македонската диаспора и треба после да се сретнам со МПО. Првата средба на некој политичар со МПО сум ја направил јас. Сето тоа е договор, он го договара. Он, мислам, 2 или 3 недели седи пред мене во Америка. Се видел со сите луѓе од МПО, што јас подошно се видов. Завршуваме со македонската диаспора и викаме, одиме сега кај овие од МПО. Драган Богдановски ми вика, јас не одам. Чеки сега како... беше и Стојче Немов таму. Исто така, 20-та ја подготвиле. Како ме викам, не одиш со сите луѓе се виде, сега треба да... Не, вика, не одам. Океј, не оди, седи си тука. А таа средба не беше само со МПО. МПО тогаш ми организираше првите мои средби со 6-7 конгресмени, сенатори. Има ли влијание таму, кое што е значено? Филип, значи јас се сеќавам, значи ми останало впечаток сега другите, имаше еден Клембор Пел, тој беше легенда на американскиот сенат во тоа време. МПО ми ја организираше средбата. Дали беше бугарска организација? Кај нас никогаш не се расчистени некои дилеми. Имаше на тема. Филип, само уште ќе ти го кажам затоа што ми оставило како млад човек впечаток. Мислам дека сенаторот се викаше Ричард Лугер, меѓутоа ми оставил впечаток по тоа што ми кажа, слушај, ово е 6-тиот сопруг на Елизабет Тейлор. И јас шокиран на 24 години. 6-тиот или 5-тиот, сега не се сеќавам. Значи, тоа беа луѓе кои, значи, ги отвараа сите во Сенатот и во Конгресот. Значи, јас не отидов таму со нив, не знам што да правам. Они прават панихиди, они прават нели фестивали по Америка. Жива е Македонија, Юнајтед Македонија, така. 24 цркви. Јас гледал архивата на МПО. 24 цркви имаат македонски на МПО во Канада и во Америка. И мојата идеја тогаш беше, абе викам, чекај сега. И милиардери мислам дека има. Имаат милиардери, имаат градоначалници во Америка, имаат официри. Значи тоа е елитата на македонскиот свет, на македонската диаспора. И они се во врска со Ванчо Михајлов цело време, така? Значи они се во врска, пази сега, они му праќаат на Ванчо пари за да живее. Да, мислам дека од нив има живеено. Он имал живено, ама сега они не се, сега да кажам, негова експозитура, они на него му даваат пари. Дали е тоа некаква гранка на историското ВМРО што преживеува? Значи, гледај сега. Од емиграција кој што меѓу две светски војни отишло таму. И ВМРО, ама се и самостојна организација. Не можеш нив да ги наречеш дека се баш ВМРО. Значи, ВМРО, тоа историското, има влијание. Меѓутоа, има влијание и сега друга приказна. И Бугарија има влијание. Сега ќе ти кажам. Сега ќе ти кажам сега друга приказна што исто многу малку се зборува и малку се знае. И овде се крие и во Бугарија се крие. На тоа МПО Ванчо Михајлов му го праќа Јордан Шкартов, идеолошки да ги држи и да ги охрабрува и сето тоа. Меѓутоа, кога 34-та година Коминтерната донесе одлука дека има македонска нација и македонски јазик, Бугарската комунистичка партија го праќа Ѓорги Пирински. Тој е легенда на бугарскиот комунизам. Ќе ти кажем после зошто е легенда. Него подосна американците
по тој законот на Макарти. Макарти 45 година Расчистување го со судат комунисти. како комунист, лежи 7 години 7 години затвор и кога се враќа во Бугарија го дочекуваат како легенда на бугарскиот комунизам. Меѓутоа, пред тоа да се случи, Ѓорги Перински е партијан од Бугарската комунистичка партија да формира движење македонско народно движење или македонско нешто така, не знам. Весникот им се вика, ми се чини Народна волја или не знам што, кој што главна цел е МПО, луѓето од МПО да им објаснува дека не се бугари, туку дека се македонци. И сега, кога бугарската политика и историја подоцна, повеќе, сака да се ги испере рацете од создавањето на македонската нација и помагањето на македонската нација, вика Тито, нели, реформира. Ма не е така. 34-та, 35-та, Тито го нема нигде, никој не го знае. Тито, ние учевме овде 39-та дека станал генерален секретар на комунистичка партија, ама испаѓа дека 40-та година, и знаеш кој го става Тито за генерален секретар на КПЈ? Ѓорги Димитров го става. Како председател на Коминтерната. Подоцна за тој се блиски они. И блиски си, и сета И тоа. за малку не направи и федерација. Тито Балканска. и федерацијата и приказните многу. И сега Тито не може да ти е крив за тоа што ти си го пратил Ѓорги Перински, македонците во МПО да ги разубедуваш дека не се бугари, туку дека се македонци. Сега. Може ли само едно кратко подпрашање тука? Да. Според вас, од која постои македонска нација и дали е природно формирана или некој ја измислил? Само да го докажам за Драган Богдановски и се враќаме назад. Значи, одам јас на седба со МПО и со луѓето што се враќам назад и Драган Богдановски пишува писмо во Нова Македонија, Љупчо Ѓорѓиевски, Ваков, Таков, со бугарите се сретна и први Борчев беше изненаден. Дали знаеш дека има барање до тајните служби да ја забрани ВМРО да помане? Еве, не знам Од него. тоа. Од него? Има видено таков документ. Од кого? Од Драган Богдановски. И Филип... Не знам дали знаеш. Не знам, Тоа не го знам. има во неговото Не знам. досие во државен архив. Не знам. Тука тој се раскинуваме, после една година или две, под директно влијание на службите, тој формира ново ВМРО. Сега не знам како се викаше, има многу ВМРО, помина Не знам точно како се вика. Да. со една екипа, формира ново ВМРО, постоеше година и пол и се распадна. Не, тоа подоцна се тие. тоа. Тие 10 делканици Аха, имаше да, во да, Југа. да. И Томе Цевка и другите сите што правеа. Да. Имаше 10 ВМРО, вие сте ги забравили. Филип ги памти. Па и ја не ги Се памтам имињата сите. не ја да ме подсети Да, што се 30 имаше години, ВМРО. да. Филип е архивар. Да. Не, Филип со ги примар памти Кевест. работите, да. Сега Мичо, да се вратиме на твоето прашање што нели сите прашања се суштински, меѓутоа ова Па не тоа знам, мислам дека Значи, се да, све да. што зборевме до сега. Мичо, ние кога бевме мали, Филип може би го памти времето, уште во југословенската историја, што беше официјалната теза? Од сите нации на Балканот, дека македонската нација најдосна си има формирано. Филип, така беше тоа, нели? И тоа беше официјална теза и на македонската историографија и на југословенската историографија. Сега, тоа што значи? Крај на 19 век, почеток на 20 век. Сега, ние подоцна во нашите фрустрации отидовме во античка Македонија. Јас не се согласував со тој концепт. Ама и вие сте го збореле тоа. Сега се било што. Не, Околу античка Македонија. да. Ќе потсетам дека Ова прашање памти го, 96-та на штабот на ВМРО од најгоре до најдолу има знаме поставено со сонцето од Кутлеш. Знаме кој што ми кажа, прашував, ме интересираше кокаво знаме, помеѓу 10 и 12 метри, широко помеѓу 6 и 7 метри. 3 години тоа знаме стои на штабот. Од позади зграда стоеше на жутиот штаб. Неколку години подоцна, или една деценија подоцна, вие го менувате ставот и сонцето од Кутлеш кој што е хеленски символ, или македонски символ, антички. Вие го велите дека ние се заглавуваме во антиквизацијата и вие не се согласувате со антиквизацијата, врз основа на која вие, како политички лидер на ВМРО, градите кариера политичка и градите членство.
Да го најдеме ли само видеото да го спреме? Не. Одговор. Не, го знам. Да. Таму бил. Ама тоа е 90-та, мислам. Тоа е 90. Изјавата за конгресот во Солон и така Александр. натаму. Значи вака. Добар е контекстот да го. Да, добар е контекстот. Да се вратиме на тоа. Значи вака сега. 90-та година ние која ја правиме ВМРО се соочуваме со тежок југословенизам во македонскиот простор. И јас се чудам како да ја разбудам идејата за самостојна и независна Македонија кај македонскиот народ. Од тој контекст е иставањето на ВМРО. Ние, значи, името ВМРО... Прво е ДПМН, така? Значи, името ВМРО... Основната идеја? На Драган беше ДПМН идејата. Добро. А ВМРО го ставаме јас и Борче лично. Добро. Јас и Борче си го ставаме. Викаме ви, зошто да не го ставиме ВМРО? Е така дојде. Зошто е тезата ВМРО? Да ги подсетиме луѓето дека во Османлиската империја, една огромна империја, македонците се бореле за самостојна и независна Македонија. Значи македонци. Да. Од формирање на Да, ВМРО. да, да, 893-та. Да. Добро. Да. Тоа е многу интересен контекст, да. Да го продолжам. Е сега. Во тој контекст ние зборуваме приказни, нели, словенците, хрватите, сите самостојна вака така. Доаѓа идејата, значи зборуваме и за еден Александар Македонски. Значи идејата е да ја разбудиме концептот на Македонија, на македонецот да свати дека ние имаме сила да направиме самостојна Македонија. Значи, да. Значи и идејата, еве да речеме и таа идеја. Значи еве и таа идеја. Значи тоа е концептот на таа самостојна Македонија. И сега, одиме втор дел на таа приказна. Во раните 90-ти години, реално, значи многу добро го тоа памтам момент. Значи, луѓето што во Македонија зборуваа за античка Македонија и што беа антички македонци, на прсти се броја. Знам, Тодор Петров зборуваше за тоа, Васил Тупурковски напише една книга, ма таа беше повеќе како приказна, немаше тука некој директно вразување, тоа беше како инспирација повеќе Филип на луѓето. Историја на Филип и Александар. Да. Значи, луѓето што зборуваа за античка Македонија, верувајте, на прсти се броја. Е сега, кога отидов, не првиот, можеби вториот или третиот пат во диаспората, Канада, Австралија, Америка, таму тоа беше малку повеќе присутно. И почнав тука да ги слушам луѓето, античка Македонија вака така. И сега да дојдеме до знамето. Морам да ја кажем историјата на знамето. Ние сега оваа знаме го прогласуваме за милениумско, за вакво, за такво. Не ме држи збор дали е 93-та, 94-та или 92-та година во Канада, значи веќе го гледам знамето на античка Македонија, црвено и ова. И тука ми викаат, сакаш да се запознаеш со авторот на македонското знаме. Викам, сакам. И одам, јас сега не се среќам на името, се запознам со еден човек, вика, вика, ова е авторот што го направи македонското знаме. Зборувам за сонцето, црвено и сонцето. Со зраците. Црвено, црно и сонцето. Да. Мислам дека во Канада беше. Не, во Австралија. Или во Австралија. Во Австралија тоа е амбасадор. Тоа е можеби во Австралија, да. Сега значи не ме човекот што го прави тоа е југословенски амбасадор. Сега не знам дали беше во Канада или беше во Австралија, можеби сум бранен. Значи знам дека некаде беше во диаспора, многу години се поминати, 30 години, Филип. 35 од тогаш. Сега. Ако правам такви лапсуси, значи не ме фаќајте збор до крај. Сега. И ми каже, вика, како го направи? Абе вика, нели тоа се открива овој гробот на Филип II во Пела. И грците после тоа и тие го измислуваат, тогаш го измислуваат. Тоа не они право, 16-кратото като сонце и му ставаат сина позадина. И овој вика зошто они да стане црвено ќе ставиме. Така е измислено што го викаат милениумското знаме. Океј, таа приказна ја ставаме на страна. На штаб. Чекайте сега. И сега вака. Во тој, значи, порив, значи, кога правиме самостојна Македонија, значи, Филип се сеќава многу добро. Значи, и јас ги прибирав сите луѓе кои сакаа самостојна и независна Македонија. И тука имаше, значи, овие што ги викаат бугарофили. Филип, денеска кога раскажуваат
ВМРО, ДПМН, ти се сеќаваш дека имаше бугорофили? Имаше. Имаше. Цела така, струја имаше. Цела струја имаше. И тоа така, многу силна. Што се прават сега, не знам што. И доста така. им беше као покровител. Така е. И дури се определува кон доста за да напредува. Така е сега. Да речеме, да. Кажете некој Да. актуелно Ама кој добре, ќе ма- го Ќе дојдеме, ајде до тоа, сега да ги вршиме темите. Темите да ги вршиме. има. Сега. Ама добар е мојавето, мислам, убава темпо има. Сега. Ќе тераме 3 сата. Ја, изгледа ќе види. Иако да Можеме и паузи, сат и ќе правиме пол паузи. беше. Не, договорот саат и пол така. Може за кратко некоја пауза да испланирате ако сакате полого да стане. Да. И сега, јас ги приберам сите кај мене. Значи, јас сум го спомнал многу пати. Драги Арсов беше антички македонец. И остана. И остана до крај. И Мислам и напиша книги книга. пишуваше, Ја имам така? книгата. Да. Драги, на оно што бил антички, ништо никогаш не му фалело, дури го И стававме подпредседател беше на и собранието. подпредседател, и пратеник, и сето тоа. Имаше и други. Значи, имаше и бугорофили. Имаше и луѓе кои само знаеа самостојна Македонија. Меѓутоа, гледа се, Драги Арсов беше антички македонец, меѓутоа беше и многу голем ванчовист. Ние имавме такви ситуации. Како Значи, да го објасниме тоа? Значи, луѓето... И вие сте биле најголема антички македонец во тој момент. Не сум... Вие сте ставиле знаме вака се- од 12 метри на вака, штабот Александар, од горе до долу. Значи, јас таа историја многу рано ја знаев. Еве, можам да кажам дека... А зошто го ставивте знамето? Сум кажал... Вие го ставивте ама знамето не или вака. некој друг? Сум може би правел по тоа прашање некаква Компромис. за да привесам што повеќе луѓе. По ваше барање е ставено тоа знаме? Не. Значи, гледај се, вака, никаде не сум кажал. Меѓутоа, знаете како е? Кидеш у една канцеларија општински... Вака се. Кидеш во еден општински комитет, дали е во Куманово... Сонцето од Кутлеш вие го имате ставено и на изрезбаниот грб кај вас во кабинет. Под лавот го имате ставено и истото Значи, сонце. Тоа некој му го поклонили, сме го ставиле во МРДП. Кидеш во тоа време. Тоа е кај вас во кабинет, позади вас стои. Дозволете. Мене ме интересира кога се смени Љупчо Георгиевски кој што ставаше знамења со сонцето од Кутлеш на штабот и на партискиот грб во неговиот кабинет. И потоа подоцна беше најголем критичар на така наречената антиквизација. Значи сега вака, еве ќе ти кажам. Значи, таа толеранција била за да се соберат луѓето и конечно да се одлепат од Југославија. Значи, само во таа структура, значи, ние можеме да зборуваме дека, значи, еве сега пак една друга работа ќе ти кажам. Со целата катастрофа, што тогашното СДСМ го направи со приватизацијата, со криминалот, 98 година, ако ние не направивме со Тупурковски коалиција, немаше повторно да победиме. Толку беше тој југословенизам и комунизам јак кај луѓето. Значи, тоа беше нешто неверојатно. Неверојатно беше. И таа беше практично, луѓето преку Тупурковски видоа дека не е тоа толку страшно, штом Тупурковски е со нив, значи гледаа некој начин некакво спас и премостување. Да не иде значи, ту затвор да или подсети се 97 година 98 Македонија беше економски пустош направен. И пак да не беше таа коалиција, ние немаше да победиме. Сега, во тој контекст јас ги собирав сите сили. Значи, дојде ударот 97-ма, се одвои. Кога, значи јас радикално почнав да настапувам тоа. Почнав радикално кога Никола Груевски почна веќе Македонија да ја одбележува. Значи јас тогаш почнав тоа појавно да го зборувам. Претходно, окей, тие процеси се што е за самостојна Македонија го поддржувам. Меѓутоа, после, сега не се сеќам тоа која година беше, 2000. После двоењето, он влегува во таа филмна антиквизација и сега гледам споменици, гледам менување на учебници, цела една структура, гледам, чекај сега, кај отидовме ние? Тогаш јас почнувам порадикално да зборувам. Инаку, и Никола Груевски на самиот почеток не е за тоа. Јас ќе ви кажам, има еден доказ. Македонската филхармонија. Погледнете архитектурата на Македонската филхармонија, Никола Груевски ја правеше. Македонската филхармонија е модерен стил. Значи, после тоа некој на него му ја внесува таа идеја и одеднаш цело Скопје го прави антички. Значи, јас се побунувам против таа идеја.
Како? Па не е цело Скопје античко. Тоа што можеше да се направи во Ама, тоа време, нели? Господин Георгиевски, Да. вие имавте исто така Да. влада во која што можевте да ги ставите спомениците на Гоце, на Даме, на цар Самуил, на Никола Карев, на Асном, Сега на основачите на зборуваме- ВМРО. Значи, зборуваме за тој другиот дел што нели вие ме прашате. Тоа беше дел од Нели? архитектурата и дел од архитектурата која што е искористена во Скопје 2014 е дел од традиционалната архитектура на Скопје. И традиционалното милје. Добро, сега ја не мислам за тоа прашање, може да разговараме друго. Меѓутоа, значи ме праша кога се сменив, тогаш се сменив, кога почна учебниците да се менуваат, кога почна директно по телевизиите да прават документарни програми, викам чекај се, оваа работа не ја бива, не е тоа така. А инаку, значи мене ми е жал што влекувајќи во таа приказна, ние изгубивме една можност реално тој Александар Македонски и античка Македонија да ни биде еден туристички бренд. Жал ми е што тоа го изгубивме, затоа што можевме од тоа да направиме само туристички бренд по кој ќе го продаваме вака така. Кој учебник беше променет по историја Сите. со антиквизација? Не, сите скоро ги сменија. Не, ниеден. Не, ги сменија. Ниту еден. Не, сигурно ги сменија. Ниту една историска читанка нема додадено античка историја надвор од она што до тогаш беше официјална историографија. Сега се сменија, ти не сум ги гледал, Одговорно ви тврдам. Ај сега ќе ви кажам. На правен факултет, Добро? професор со доктор на науки на правен факултет им предаваше на студентите едно време извадија тестаментот на Александар Македонски. Значи тестаментот на Александар Македонски факултет и универзитетот има собствена автономија. Таму добро, наставната сега ви кажам. програма на било кој факултет не определува владата, Да. ниту министерството. Сега ви кажам за таа атмосфера. Секој професор има, Значи, да. на правен факултет тестаментот на Александар Македонски, кој знам кој го има напишано, сега си починати на човекот. Александар Македонски вајда некој. Не, тоа е чист фалсификат. Ниче да не. Не. Чист фалсификат. Не, Се ирелевантно учел како го- правен акт. Да, ама сам да До кажам. таму дојдовме. Ама не се менувале историски учебници.